Градоначалникот Орце Ѓоргиевски ја посети изложбата на дела подготвени од децата со церебрална парализа по повод Светскиот ден на лицата со церебрална парализа. Настанот се одржа во Домот на културата Билјана Беличанец. Ѓоргиевски изрази благодарност за можноста да се дружи со децата и истакна дека како градоначалник ќе продолжи да го поддржува нивното вклучување во заедницата. Тој ја најави неодамно отворената игротека, финансирана од општината, како простор за дружење и игра на децата. Општина Газибаба објави повик за доделување стипендии за талентирани ученици, спортисти и ученици со посебни образовни потреби за учебната 2024-2025 година. Ќе бидат доделени 25 стипендии за првите две категории и 5 за учениците со посебни потреби. Износот на стипендијата е 3000 денари месечно, со исплата од октомври до јуни. Градоначалникот Бобан Стефковски ги повика жителите да аплицираат, истакнувајќи дека ова иницијатива е доказ за грижата на општината. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција во периодот од 39 до 6.10 отстрани 148 непрописно паркирани возила со помош на специјалните возила Пајак. Оваа акција е дел од континуираните напори за подобрување на сообраќајот и решавање на проблемот со непрописното паркирање во општина Центар. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информираше дека непознати сторители опожариле контењер за комунален отпад во општина Ѓорче Петров. Опожарениот контењер од 3,2 метри кубни е целосно улиштен. Од почетокот на годината 19 пластични контењери на јавни површини биле опожарени. Компанијата најави дека веднаш ќе ги замени опожарените садови за да не се наруши динамиката на собирање и транспорт на отпадот. Јавното предпријатие Комунална хигиена апелира до граѓаните да престанат со уништувањето на контењерите за отпад. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.